Почитувани мои, го следите најновото издание на емисијата во Агол. Јас сум Билјана Постолова, овде сум повторно во Аголот. Реков, го следите најновото издание, но не со нов гостин кој што го немате видено досега, туку со гостин кој што пред неколку емисии има гостувано во Агол. Разговаравме со него за неговата кариера. Станува збор за музичар, млад штипски музичар, пејач, кој што ајде ќе асоцирам, беше победник на Макфест пред неколку години. Станува збор за Зоран Илиев и во тогашната емисија со него најавивме дека ќе се случува нешто ново во неговата кариера. Зоки си остана на зборот и е го повторно во Агол, каде ќе промовираме спот на неговата најнова песна и CD со нови песни. Добре, дојде уште еднаш во Агол. Здраво, Биле, ти благодарам на поканата во вашата емисија, ти благодарам за прекрасната најава. Значи, секојаш имаш стил да најавиш нешто баш на твој начин. Да, денес ќе промовираме, како што ви ветив, ќе промовираме мојата најнова песна со видеозапис со наслов Лажеш пак. И ќе, еве, на почеток на емисијата ќе ти подарам едно CD за тебе, да се слушаш во кола. Тоа се мои неколку постари песни и секако најновата песна со наслов Лажеш пак. Ке си ја слушам дома, оти треба да си купам прво кола, па започнам. Па следната емисија ќе ти купам кола. Може, нели? Не, дома ќе си ја слушам, ќе си уживам во песната. Реков, промовираме спот на новата песна Лажеш пак. И уште неколку песни кои што се наоѓаат на CD-то, ќе зборуваме понатаму да. Тие се постари песни, ја има и песната од Макфест, од М2 и уште 2 сингла други. Так. Она што конкретно ќе се осврнеме овој пат е новата песна, да. Лажеш пак, и спотот за новата песна. Го промовираме во Агол, но не прва промоција на спотот, пред неколку дена го промовираше во Скопје. Реков, ти си штипјанец, а го промовираше во Скопје. Зошто баш во Скопје? Па, Скопје е наш главен град и од таму имам доста пријатели, колеги, другари, другарки, новинари доста. И сето тоа сакав да го соберам на едно место, успеав во тоа. Ги поканив моите најблиски и роднини, соработници, буквално сите луѓе што живеам на некој начин со нив, без разлика дали сме во родна врска или не. Ми дојдеа другари и другарки од Штип, мојата девојка, значи имаше доста девојките од спотот што беа. Сега скрши неколку срца за тоа што кажа дека имаш девојка. Да, нема зашто да криеме такви работи, мислам. Не е ништо тоа страшно, ни па е. Како помина промоцијата во Скопје? Промоцијата помина одлично. Ме праша зошто во Скопје, ти одговори зошто да ги соберам сите на едно место, успеав во тоа. Имаше уште една промоција во Гевгелија. Таа помина одлично. Оваа вечер ќе биде промоција еве на твојата емисија и вечерва во Штип во кафе Барџет. Ќе правам трета промоција, утре правам во Струмица и ќе заврши оваа недела на промоции. Турбо во една недела во повеќе градови. Цел месец ми е турбо со снимање, со доста патувавме, доста ќе ти открием од текот на емисијата детали. Так, ќе продолжиме на таа тема, значи поврзана со спотот. Станува збор, почитувани мои, за песна и спот кои што соодветствуваат со периодот што следува, нели? Високите температури. Спотот јас го гледав, ќе го погледнете сега и вие и ќе знаете точно за што станува збор, а потоа ќе продолжиме со Зоки да разговараме на кои се локации е сниман спотот, со чија поддршка и кои се девојките во спотот. Да го погледнеме спотот и се враќаме повторно со разговор.
Сакам да знам каде си ти кога сум сам и мислам на тебе. Не верувам пак на истите лаги, те научив јас. Ме лажеш ти од досада, лажеш пак без причина. Секој пат се повеќе, само се повторуваш. Остани ти вечерва, остани и кажи ми колку вреди секој миг, кога ќе ме немаш ти. Времето лечи се, повеќе нема не, твој да бидам пак, ма нема. Не верувам јас на истите лаги, те прочитав пак. Ме лажеш ти од досада, лажеш пак без причина. Секој пат се повеќе, само се повторуваш. Остани ти вечерва, остани и кажи ми колку вреди секој миг, кога ќе ме немаш ти. Ме лажеш ти од досада, лажеш пак без причина. Секој пат се повеќе, само се повторуваш. Остани ти вечерва, остани и кажи ми колку вреди секој миг, кога ќе ме немаш. Ме лажеш ти од досада, лажеш пак без причина. Секој пат се повеќе, само се повторуваш. И остани ти вечерва, остани и кажи ми колку вреди секој миг, кога ќе ме немаш ти. Лажеш пак. Тоа е насловот Тоа е на насловот твојата на најнова најнова. песна. Зошто токму таков наслов одбор за твојата најнова песна? Па знаете, скоро сите наслови на сите песни се дел од рефренот. Така и во овој мој рефрен има едно парче каде што пеам лажеш пак. И мислам заедно со авторот одлучивме да се вика песната баш така. Мислам дека е доста добро име за доста добар наслов за песна. Се надам дека и се допадна песната на сите гледачи на вашата емисија и дека ќе биде премногу слушана. Се однесува песната на тоа дека некоја девојка те лаже и Па да, и слично. буквално за една девојка која ме лаже во песната се опишува, исто и во спотот. Се прашувам каде е таа, што прави, а додека таа ме лаже од досада. Значи, кога ќе ја научат, а се надам дека со второ слушање на песната ќе ја научат сите гледачи, сите слушатели, ќе им биде јасна целата приказна буквално. Има преубав текст и ќе се допадне на сите. Ајде пред да почнеме за тоа каде е сниман спотот, да ми кажеш прво со кого ја работеше песната. Песната ја работев, како што ти кажеш во претходната емисија, со истиот автор што лани работевме заедно за Макфест, Столе Аврамов од Кавадарци. Го поздравувам него многу. Со него сме и соработници, и добри другари и пријатели. Така да веќе се знаеме на кој што му треба и тој знае дека на мене баш за овој период ми требаше таква летна песна. Со негова помош, со мое залагање максимално, го остваривме тоа што го сакаме и мислам дека ќе биде доста слушано. Колку време беше потребно да ја снимете песната, да ја концептирате, да излезе оној финален продукт? Па искрено песната ја снимавме, значи вокалот на песната се снимаше нормално во еден ден, неколку 1-2 часа, не знам колку точно.
но немавме проблемно се мисливме околу аранжманот и така да мислам дека едно 15 пати го сменивме аранжманот на песната додека да дојде до крајниот финален продукт и испадна баш така звукот, значи тоа зазвучи да според мене и според него и се надам според сите да звучи баш светски и дојдовме до тој крајен производ за неколку дена. Очекуваш летен хит? Па да, се надам со Господ напред дека ќе биде доста слушана, како што ви кажав, и дека не само ова лето и наредните лета, здравје Боже, ќе биде исто и Па и гледани. есен и Па и пролет. зашто да не, зашто да не. Така нека се врти и на Баш така. интернет. Ајде сега да поговориме за тоа каде е сниман спотот. Се гледа дека си на плажа. Да, спотот се снимаше на неколку плажи во Грција и во нашето беро во Аурора и тие се еден дел од моите соработници во спотот, ги поздравам и нив и до цела нивна екипа таму. Значи во Грција снимавме во еден ден, отидовме многу рано со бајле, сакавме да фатиме изгре сонце и зајди сонце и доста беше интересно. Во Грција снимав со една девојка од спотот, Стефанија, а во Берово снимав со други 3 девојки, исто една се вика Стефанија, Бојана и Адријана. Еве ги поздравам и нив. Значи тие се завршија работата професионално, максимално. Тие се мои добри пријателки, така да се надам дека цел живот ќе се сеќаваат на нешто убаво. Мислам тоа ќе биде дел од нивниот живот сепак, како што и ќе биде дел од мојот живот ова песна и овој спот. Рече во еден ден ја сними песната, во еден ден го сними спотот, односно Не, делот спотот во Грција, делот во Грција. и во еден ден во Берово, да. Да. И се во еден ден, значи 3 дена, да речеме, така ти беа изгледа. потребни на терен, еве, да речеме, На терен да, изгледа потоа нормално три. и монтажа, додека се среди Монтажа како што додека треба. измиксавме песната, додека се среди, цел месец буквално се замараме со оваа песна, со овој, но се замараме за нешто убаво, значи не за нешто лошо. Позитивно замарање. замарање за нешто убаво, да. Така. На CD-то кој што ми го даде, има уште неколку твои песни, тоа кој е нормално Ангели и демони, со која победи на Макфест, на Полапат, Ноќта плаче за Ноќта плаче за нас и Моја вистина. Моја вистина, да. Тие се мои 5 песни, имам уште 3 песни, но одлучив само овие 5 да ги ставам. Трите Бидејќи се потоа на наредно CD некој? Па наредно се здраве кога ќе снимам албум, кога ќе здраве Божи. Значи одлучив да ги ставам овие 5 песни, бидејќи мислам дека се со подобар квалитет малку од другите. Значи не многу, но овие ги одбрав како мои најдобри песни до сега, најмногу слушани, најмногу вртени по телевизија и радио и затоа одлучив да го склопам ова на едно скромно CD и да го поклонам на моите фанови, на моите пријатели и така. Само како подарок Како ќе подарок. може да се слушнат, ќе може да се видат, да се најде некаде ова CD по Не, продажба или не? не, ова е лично подарок од мене до сите, значи сите кои што сакаат, еве јавно ќе им кажам, да имат да добијат CD од мене со 5 песни, можат слободно да ми пишат на Facebook, да ме побараат доколку ме познаваат лично, сите ќе добијат. Ете, почитувани слушнавте, значи доколку го немате Зоран Илиев за пријател, без разлика може да му пишете во инбокс на Facebook точно. и да Денес се е- договорите каде денес е да го добиете CD-то. Доста лесно за комуникација, барем со овие интернет мрежи и со не знам колку апликации по телефони и слично. Така да можат лесно да ме најдат. Така. Рековме вечерва го промовираш спотот и CD-то во Штип, Да. Вечер ќе биде во во Штип. еден од локалите каде што Каде што најчесто многу често настапувам, значи настапуваш. тоа се локали кај што тие локали во Штип, Струмица, Кавадарци и Гевгелија ми помогнаа да ја направиме оваа приказна околу спотот. Ги поздравувам многу и баш сум им благодарен што ми излезе во сусрет на некој начин, како што велиме ние, нели? И вечерва ќе биде во Штип, ќе биде убаво, значи после промоцијата следува нормално како и секоја недела кога пеам таму, следува ноќен настап. следува добра забава за сите што ќе бидат Добра присутни, забава, бидејќи да. јас не сум била на твој на настап во Имаш некој од минус. лековите. На вечерва ќе Вечер дојдам, ќе вечерва ќе дојдам, но она што го имам слушнато е дека стварно, ајде да не речеме еуфорично, но правиш одлични забави. Па се надам дека е така, значи штипската публика овде ме поддржува доста мислам, баш сум и благодарен што е така, што ме поддржуваат доста добро. Твои луѓе. Па да, се надам дека секаде е така, значи добро е да се поддржуваат музичарите, уметниците, сите без разлика од која област.
Јас имам среќа да имам јас пред се пеам пред луѓе што ги познавам добро, што ги гледам буквално секојдневно во нашата чаршија, бидејќи сум сигурно по 3-4 часа од денот минам таму, исто и тие, и така да баш ми е добро кога пеам пред луѓе што ги познавам добро и што се задоволни од мојата забава. Ќе има ли вечерва на промоцијата твои колеги? Од Штип еве конкретно. Од Штип мислам дека ќе има, да, покани доста. Се надам дека ќе дојдат. Значи кога се ти работи во испочитуваат. викенд, да, кога се работи викенд, доста од мои колеги исто како мене настапуваат насекаде. Така да и да не дојдат, ќе биде секако од оправдани причини. Но се надам дека дел од нив ќе дојдат. Так. Што е она што понатаму ќе следува во твојата кариера? Те немаше на Макфест оваа година. Не, ме немаше на Макфест оваа година. Може би Учество на некој друг фестивал? Имам веќе во преговори сум за друг фестивал. Не е 100% одлучено, но ако одлучиме веќе правиме трета емисија. Супер. Да, ако се заврши проектот околу тој фестивал, ќе бидеш благовремено известена и ќе направиме, како што ти кажеш, уште една емисија. Со истиот автор што ја работев оваа песна, имаме направено уште неколку песни. Сакаме барем минимум една, а планот ни е да бидат две, да ги извадиме до крајот на оваа година. Но здраве Боже, не знаеме што ќе се случи, ни утре здраве нека има, тоа е најбитно. Се надеваме дека ќе бидат пласирани и тие други две песни на македонската јавност. На ист начин ќе ги промовираш како и ова? Па најверојатно да, значи како што ти кажав, мислам знаеме дека сите овие работи коштаат многу пред се. Сам ни јас ни па добар дел од моите колеги не може да се финансират, така да ако се повторно најде некоја соработка како сега ова што ја направи со локалите каде што пеам најчесто и каде што ќе промовирам, се надевам дека ќе направам повторно таква соработка и дека ќе склопиме пак еден добар спот со многу квалитетна песна. Не се најде некој спонзор од овие поголемите фирми низ Републикава? Па искрено малку е тешко. Не знам, здраве Боже, може би ќе се најде некој. Тешко, али во секој случај е тешко. Многу тешко. Треба многу да се преговара. Како и да е. Како и да е. Она што ти го имаш, тоа е талентот, тоа е вокалот, тоа е гласот што го имаш и што е препознатлив пред се, че се двои и се дели од останатите гласови, машки вокали во Републикава. Баш ти фала што мислиш така. Па, значи тоа е мој глас, како сега што си има свој глас, мислам секој пеач. Така да се надам дека и се допаѓа на мојата публика, на моите слушатели и дека доваѓаат на моите забави и слушаат мојата музика баш за тоа што сум јас. Баш сум и благодарници. Да. Не е проблем. Кажи ми, на твоите настапи, освен твоите песни, исполнуваш и песни од останати изведувачи? Па да. Повеќе од останати отколку моите песни реално. Додека нели се зголеми бројот на твои песни. Доста често во последно време се случува да ми бараат мои песни, некои обожаватели без разлика. Секој со задоволство ја исполнува нивната желба, но пеам буквално секаква музика, бидејќи тоа е јавен настап и мора да едноставно да ја задоволиш публиката на секој можен начин. Сите можни песни што ќе ти ги побараат, доколку ги знаеш, треба да ги испееш. Без разлика од каков жанр на музика станува збор, секоја музика е убава на свој начин. Значи треба да ти е доста богат репертуарот на песни за секој настап. Па да, имам доста богат репертуар и така да мислам дека можам да го задоволам секој музички вкус. Со кој настапуваш? Имаш музичари? Да, имам еден колега од Кавадарци, заедно сме двајца сме, Тимче Ангелов, еве ќе поздравам и него, тој свири сајзер, јас пеам. Значи 3 години добро работиме, одлично. Порано тој имаше друг бенд, јас имав друг бенд овде од Штип. Потоа некако случајно, намерно, не знам како, се споја нашите патишта и сега соработуваме заедно и доста добро не оди. Посакувам успех понатаму во кариерата, да ти се реализира се она што го кажеш, што го планираш и да си го одржиш ветувањето повторно, промотивно во Агол. Да, секако да ќе биде така, здраве Боже, здраве нека има само како што ви кажав. Ти посакувам и тебе уште многу успешни емисии. Благодарам. Па
да не биде само наредно, да има уште 10 емисии со мене за нешто ново. Така, само нови работи да се слушат. само нови и Млади пред убави. тебе и днината пред тебе и кариерата. Така. Ке дознаеме ајде понатаму на кој фестивал ќе може да те слушнеме и да те видиме, Па но да, доколку се реализира тоа, ќе ве известам како што ви кажав. Так, Се уште сме во гледаат преговори, повторно да. гледачите ќе може да го слушат Да. твојот глас вака. Ние завршуваме со разговорот со Зоки затоа што тој се подготвува, рековме нели за премиера на неговиот спот на најновата песна Лажеш пак. Останатите мои гости кои нели прв пат гостуваат во емисијата знаат на крајот што не знаат што следува на крајот, ти знаеш. На крајот на емисијата. Едно селфи. Едно селфи. Модерно селфи. Ова ќе не биде второ селфи, кој знае кој е, понатаму ќе правиме пак. Дај Боже. Нов ден пак ми почнува без тебе, но дали мислиш на мене? Кажи ми, мила, јас да знам, во твоето срце дали постојам? Ангели и демони, на чија страна сега си, но дали рајот постои? Ајде сега кажи ми, ангели и демони, насмевкају солзи, овој свет знај не одрози, но рај дали постои? И нова ноќ, а ти пак е мене не си, но знам ти сега сама си. Кажи ми, моја најмила, дали вреди љубов искрена? Ангели и демони, на чија страна сега си, но дали рајот постои? Ајде сега кажи ми, ангели и демони, насмевкају солзи, овој свет знај не одрози, но рај дали постои? Во ноќта сам јас патувам и без тебе би сонувал. Јас и ти, гушна ти, некаде во рајот заспани. Ангели и демони, на чија страна сега си? Дали рајот постои? Ајде сега кажи ми, ангели и демони, насмевка или солзи, овој свет знај не одрози, но рај дали постои? Ангели и демони, на чија страна сега си? Но дали рајот постои? Ајде сега кажи ми.